Продолжуваме со наизменично снимање на бонус видео и видео од предавањата за ниво А2 на YouTube каналот Германски јазик онлайн. Ако се уште не сте направиле, дадете ни поддршка со subscribe на YouTube и follow на Instagram. Во ова видео ќе се запознаеме со втората половина од топ 200 традиционални германски јадења и пијалоци. Ако не сте го гледале се уште првиот дел, ви го препорачуваме да го гледате. А сега да продолжиме. Број 101 традиционално германско јадење е Knackwurst. Тоа е тип на колбас од северно-германско потекло од средината на 16 век. Разновидните достапни сорти зависат од географскиот регион на нивното производство. Хамбурга шпек е еден вид на бомбони направени од пенет шеќер со разни премази. Боите на бомбоните често се исти како боите на знамето на Хамбург, црвено-бело, со бел централен квадрат и два црвени надворешни квадрати. Мел бојтел е голема кнедла од брашно, послужена со сланина и сладок сос. Мармуа кухен е торта со набразден или шарен изглед, како мермер. Постигната со многу лесно мешање на светло и темно тесто. Бирнен, бönен und шпек е јадење составено од круши, граф и сланина, секогаш придружено со компири. Хамбурга Aalsuppe, сладко-кисела супа од јагула, месо, сушено овошје, зеленчук и билки. Францбрötchen е печиво, направено од тесто покриено со шеќер и цимет во прав, што обично се јаде за појадок. Буквално во превод значи ролна на французин и ретко се среќава надвор од Хамбург. Фрикаделе се вид на ќофтиња составени од свинско, говедско месо и кромит, што најчесто се јадат со салата од тестенини, компири или едноставно во ролна со сенф или други зачини. Hummersuppe е кремаста супа од јасток, послужена со мала количина на шлак и украсена со копар. Хајзевекен, традиционално печиво кое е познато од доцниот среден век и се јадело во северна и северозападна Германија пред почетокот на предвеликденскиот пост, особено од понеделник до среда. Крабен тост е јадење со тост што се прави со зеленчук и ракчиња. Роте Grütze е десерт сличен на желе или джем, или е летно јадење направено од бобинки, особено рибизли, што може да се јадат чисти, но често пати се придружени со млеко или сос од ванила. Fliederbeersuppe е десертна супа направена од бозел, послужена со кнедли од гриз. Занехеринг е млада харинга маринирана во крем со кромит, а понекогаш и круши или јаболка и се служи со браткартофелн или перкалтофелн. Шведена испеха е шведска шолја со ванилин мраз, послужена со сос од јаболко, шлак и вафла, а по желба и со алкохол. Зојмаген е свински желудник кој служи како обвивка за полнење свинско месо, колбаси и компири. Понекогаш полнењето содржи и јајца и моркови.
Ова јадење обично се служи со пире од компир и кисела зелка, леп или брат картофелн. Грумбеа зупе, супа од компири и модри сливи. Кирхен михел е вид на торта од цреши или пудинг од леп направен со цреши и обично сервиран топол со сос од ванила. Феда вајза е тип на младо бело вино. Рајбе кухен, компир со црн леп, сируп од јаболко, сируп од шеќерна репка или јаболка во комбинација. Химел und Ерде е јадење со пире од компири со јаболка и пудинг од пржена крв, што буквално во превод значи небо и земја. Компирите се нарекуваат и ертепфел, што значи мелени јаболка, па затоа е оброк подготвен од јаболка што растат над и под земјата. Халве хан е јадење што буквално во превод значи половина петел, но всушност воопшто не содржи петел. Тоа е сендвич со сирење со дебело парче, екстра зрело сирење, кромит и сенф. Киле пич е ликер од билки од Дизелдорф, Германија. Тоа е крвно црвена боја и е зачинето со овошје, бобинки, билки и зачини. Неговата содржина на алкохол е 42%. Корн е германски безбоен дестилиран пијалок, произведен од ферментирано семе од житарици. Марилен шнапс е овошна ракија направена од кајсии. Претежно се произведува во регионот Вахау во Австрија, но слични ракии од кајсија се произведуваат и на друго место во Германија. Ундебеак е горчлив производ произведен од Рајнберг, Германија, направен од ароматични билки од 43 земји, кои се базирани на таен рецепт на семејството Андеабеак, чии членови се лично одговорни за производство на пијалокот. Дибелабес, рецепт подготвен од сирови рендани компири, сланина и прас, печени или во тенџере. Обично се јаде со сос од јаболка. Швенка се свински стекови, маринирани во зачини и кромит, а потоа пржени на скара што виси на ланец над оган од дрва. Гехајрате е рецепт со компир и кнедли од брашно послужени со крем сос од сланина. Аја шеке е торта која се состои од 3 слоја. Дното е или тесто од квасец или направено со сода бикарбона. Средниот слој е крем направен од ванила и малку путер, јајца, шеќер и млеко, а најгорниот слој е главно направен од јајца, кои се матат со путер, шеќер и прашок од гриз. Лајпцига аля лај е јадење од зеленчук кое се состои од крашок, моркови и бел аспарагус. Исто така може да содржи брокула, карфиол, боранија или пченка, дури и мали ракчиња. Шелклöze е супа која се состои од наполнети тестенини и разновиден зеленчук. Штолен е познат колач кој најчесто се служи за време на божикните празници. Баумкухен, торта типична за Божик, што е многу тешко да се подготви. Магдебургер Шмалцкухен
е пържено печиво направено од тесто од квасец прелиено со шеќер за сладки и обично се конзумира за карневал. Ајсбајн е свинска коленица која обично се служи со пире од компири или леп и кисела зелка. Роткепхен сектkellerij е бренд пенливо вино. Buttermilch супе е супа од матеница со кнедли од брашно. Killer чадени балтички мали рипчиња. Снюх е чорба направена од варена шунка, компири и друг зеленчук. Шварц соја е еден вид црн пудинг направен со оцет. Снутен und потен е свинско што се готви во оцет заедно со неколку зачини. Традиционално се служи со кисела зелка и топол сенф. Картофелзупе е супа од компир од традиционалната германска и австријска кујна, која ја има главната состојка, односно компирот. Ако конзистентноста е релативно вискозна, тоа се нарекува компир чорба. Шлезихе кюхе е рамен колач со фино тесто од квасец со прелив од трошки, трошлива мешавина од шеќер, маснотии и брашно. Монкухен е општ термин за разни видови колачи кои имаат заедничко дека содржат афион или семиња од сино или сиво грозје. Штройзелкухен е германски специјалитет кој традиционално е направен од тесто од квасец и покриен со прелив од сладка трошка наречена штройзе. Лигница бомбе е специјалитет од лигниц, што е малата калезна торта во форма на топче, направена од кафеаво тесто со фил од овошје и марципан. Химбеагайст е пијалок базиран на овошје, произведен главно во Германија и Франција. Кирхваса е бистра безбојна ракија од овошје, традиционално направена од двојна дестилација на вишно морело, сорта на вишна со темна боја. Гротер ликер е еден вид ликер кој е зачинет со билки или зачини и традиционално се пие како дигестив. За разлика од горчливите, тие имаат поголема содржина на шеќер, изразена како инвертен шеќер. Ликерите од овој вид обично содржат 15 до 44% алкохол. Кумалинг е еден вид кројта ликер од Германија, кој припаѓа на групата халбита, односно полугорчливи пијалоци. Муцбратен е овчјо месо печено на отворен оган од бреза, служено со кисела зелка. Ринда руладе се ролати од говедско месо, намачкани со сенф и наполнети со сланина, кромит и кисела краставица. Кезекухен е чизкейк направен од кварк со или без кора од пита. Шманткухен е тип торта која се состои од тесто, од квасец и слој овошје или кварк, кој пак е покриен со слој кисела павлака, пудинг или каша. Горниот слој е направен од цимет на тортата со кисела павлака. Профетен кухен
е специјална торта од Алтенбург која се состои од јајца, шеќер, масло, брашно и алкохол, обично рум. Книперкол е јадење од кисела зелка. Содржи не само бела зелка, туку и зелена зелка или лисја од црвена зелка, како и лист од грозје и лисја од цреша. Колвурст – едноставен, свеж, силно чаден колбас, направен од свинско и маснотии, кој најчесто се јаде варен со јадења од келј. Вестфелихја шинкен е здрава и чадена шунка од Вестфален, што е многу ароматична. Мъпкенброд е еден вид на колбас од крв кој содржи ржан леп, крв од свињи, млеко, јајца, маснотии, сол и бибер. Пумпаникел е здрав леп, станува црн бидејќи шеќерот од лебот се карамелизира. Херен креме е джентълменски крем кој се состои од ванилино желе со крем и рум. Штипгрюцце се јачменски зрна варени со сокови од колбаси кои се збогатени со парчиња месо, како срце, бубрези и црндроб, и потоа зачинети со зачини и сол. Варените состојки се мелат и откако ќе се истурат соковите и се остават трошливите остатоци, се загреваат. Ахене принте е печиво и еден вид леп кухен со потекло од градот Аахен во Германија. Името е заштитено со ознака за потекло и затоа сите производители може да се најдат во или во близина на Аахен. Бајрише креме е десерт составен од млеко, задебелено со јајца и желатин или чаша во која се става шлак. Смесата се поставува во ладна мувла и не се обликува за сервирање. Берлина е слично на желе крофна, регионално познат и како крапфен, крепел или во Берлин како пфанкухен. Бетменхен е пециво направено од марципан со бадем, шеќер во прав, брашно и јајце. Тоа е традиционално колаче, обично печено за Божик и е широко достапно во продавниците за чоколади низ Франкфурт. Братапфел се печени јаболка, односно едноставен десерт од печени јаболка во релна. Традиционално се подготвуваат во зима за време на Божик од складирани, цврсти и кисели сорти на јаболка. Биненштих, во буквален превод, е убот од пчели. Германски десерт направен од сладко тесто од квасец со печен прелив од карамелизирани бадеми, а потоа наполнето со ванила или крем. Шварцвалда кирхенторте обично се состои од неколку слоеви чоколадна торта со шлак и цреши помеѓу секој слој. Брема клабе е еден вид на колач од Бремен, Германија. Брентар е вид на каша со печено брашно наречено мусмел. Бухтелн се сладки ролни од тесто од квасец исполнети со джем, мелен афион или урда. Каротен кухен, сладка торта која се прави со моркови. Дампфнудел е типично за Јужна Германија, еден вид на ролна од бел леп или сладка ролна што се јаде како оброк или како десерт. Доминоштајн е сладко кое првенствено се продава за време на божикната сезона во Германија и Австрија.
Donauwelle, традиционална торта популарна во Германија и Австрија, подготвена со вишни, путер, какао, чоколадо и слоевито тесто, како мермерната торта. Gugelhupf е торта со типична форма. Кермкнудел е тесто од квасец наполнето со зачинет джем од сливи и послужено со стопен путер, плюс мешавина од афион и шеќер одгоре. Gebrannte Mandeln се јаткасти плодови, најчесто бадеми, кои се варени на посебен начин, па завршуваат премачкани со кафеав крцкав шеќер. Götter Speise е десерт направен од желатин или друго средство за желатинирање, шеќер, ароми и бои за храна. Herencreme е пудинг од ванила помешан со крем и чоколадни струготини и голема количина на рум. Мусказине се колачиња направени од бадеми, зачини, шеќер, брашно, јајца и марципан. Магенброд, мал сладок бисквит кој често се продава на божикниот пазар. Нузеке е колаче од печиво кое има мелени лешници и сечено е на триаголници и обично натопено во чоколадо. Pfeffernusse се мали колачиња со зачини. Rote е густа каша направена од сите видови на црвени бобинки, кои се готват со шеќер, билки, ароматични агенси и скроп. Rumtopf во буквален превод значи грне со рум. Е германски и дански десерт, традиционално се јаде околу Божиќ. Шнеебал е цврсто крцкаво пециво, особено популарно во областа на франконскиот град Ротенбург и во Австрија. Шококус е засладена пена од белка од јајце, покриена со чоколадо. Шпекулатиус е еден вид зачинет бисквит, традиционално печен за конзумирање околу Божиќ во најзападните делови од Германија. Шприцкебек е еден вид на божиќен бисквит направен од брашно, путер, шеќер и јајца. Штолен, веќе неколку пати го споменавме, е овошна торта која содржи сушено овошје и често марципан и е покриена со шеќер или шеќер во прав. Штройзел е колач со трошлив прелив од брашно, путер и шеќер. Толаш од регионот на Померанија, направено со брашно, шеќер, мешавина од сачини, лепкухен, лебни трошки, бадеми и суво грозје. Толач исто така содржи невообичаени состојки како свинска крв и грибен шмалц. Тестото се готви во супа од месо. Ваниле кипферл, на македонски наречени ванилици, се мали бисквити, најчесто во форма на полумесечина, покриени со шеќер во прав. Велфеншпајзе е двослоен пудинг со варено млеко и сос од ванила, плюс изматена белка од дното и жолт слој вински сос од матена жолчка, бело вино и малку сок од лимон на врвот. Виндбојтел е крем лиснато пeciво направено од тесто со чоколадо и наполнето со крем или шлак.
Spargel зупе е кремаста супа направена од аспарагус. И последното традиционално јадење е нудел зупе, односно супа по која главни состојки се пилешко и тестенини. Се надеваме дека видеото ви се допадна. Ако се уште не сте направиле, дадете ни поддршка со subscribe на YouTube и follow на Instagram. И очекувајте многу нови видеа.